Општина Кочани беше домакин на представници од граѓански организации од Молдавија и Албанија, кои се вклучени во проектот Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа и Република Молдавија. Проектот се реализира со поддршка од Фондот за развој на жените на Обединетите нации UN Women, и тоа во Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија и Молдавија. На средбата во локалната самоуправа беше речено дека целта на овој проект е да се унапредат вештините и знаењата за анализа на програмите и буџетите на централно и локално ниво, а кои што се однесуваат на родово одговорното буџетирање. Користењето на оваа алатка, родово одговорно буџетирање, е многу понапреднато во нашата држава отколку во Република Молдавија и Република Албанија. Особено на локално ниво, сметаме дека општина Кочани има добра пракса која што треба да се сподели со нашите колеги од овие две земји, но во исто време сакаме да покажеме како општините во Македонија соработуваат со невладините организации, користејќи родово одговорни анализи и истовремено правејќи влијание на промена на локалните политики и буџети со цел подобрување на квалитетот на живењето, на унапредување на родовата еднаквост, на односите помеѓу мажите и жените во општината. Представници од Комисијата за родова еднаквост на општина Кочани ја представија родово-буџетската анализа на локалниот акцијски план за домување, урбанистичко планирање и комунална инфраструктура на општина Кочани, и тоа за периодот до 2020 година, што е изработено од страна на Сдруженијето Радар од Скопје. Планот се однесува за тоа како локалната самоуправа да ја подобри политиката за домување на граѓаните од ромска етничка припадност, како маргинализирана група, особено на жените кои спаѓаат во ранливите категории, со оглед што главно тие ја имаат одговорноста за грижата за децата.